Бројот на граѓани што ја напуштаат земјава во потрага по подобри услови за живот продолжува да се зголемува. Анализата на податоците од Евростат покажува дека последните 10 години трендот на емиграција надвор од земјава е стрмно растечки. Така, заклучно со 2019 година, за кога се достапни последните податоци, вкупно 288.774 македонски граѓани биле евидентирани во некоја од европските земји со регулиран престој, односно со дозвола. За споредба, бројот на луѓе кои што заминале, главно поради работа, е зголемен за дури 58% споредено со 2010 година. Ветената земја за македонците очигледно е Германија, каде што се евидентирани најмногу граѓани и тоа дури 92.594. Потоа следува Швајцарија, каде што се пријавени вкупно 66.934 граѓани со привремен престој, а во првите 5 земји се и Италија, Австрија и Словенија. Голем е и бројот на граѓани кои што веќе станале државјани на некоја од земјите во Европа. Чекајќи ја долго европската интеграција на татковината, тие преговорите очигледно ги зеле во своји раце и станале граѓани на некоја европска земја. Според базите на податоци на Евростат, за 10 години дури 124.530 луѓе ги добиле потребните документи за државјанство. Тука секако предничи Бугарија, која што дала најмногу државенства на македонски граѓани, така што од 2011 година до лани, освен македонското, со бугарско државенство се стекнале уште 56.170 граѓани. Потоа следуваат Италија, Швајцарија, Германија и Австрија. Кога се ќе се собере, произлегува дека бројот на македонски граѓани со дозволи за престој во странство или со добиено странско државјанство, и тоа само во Европа, во последните 10 години надминува 413.000 луѓе. Кога на овој број ќе се додадат и луѓето што добиле државјанство од САД, Австралија и Канада, тогаш се доаѓа до збир од вкупно 422.000 луѓе. За илустрација, тоа е изгубена петтина од проценетото население во земјава само во последните 10 години. Овие податоци допрва ќе треба да ги потврди и предстојниот попис на населението, кој што се одложи за наесен, а кој ќе ја опфати и диаспората. Но, иако попишувањето е одложено, само попишувањето е во тек и од 1 март, кога почна преку специјална апликација, заклучно со јуни, вкупно се самопопишале над 190.000 граѓани од диаспората. Убедливо најмногу попишани, или приближно 70% според евиденцијата на Државниот завод за статистика, има од 3 европски држави, и тоа од Швајцарија, Германија и Италија. Загрижувачки за земјава и потенцијалниот одлив на мозоци се и новите правила на Европската унија за привлекување на мигранти, која што пак се обидува да обезбеди квалификувани работници однадвор, бидејќи се соочува со старење на населението. Европскиот парламент и Советот изгласаа олеснувања за влез и престој на високо квалификувани работници надвор од ЕУ според ревидираната директива за сина карта. Со тоа, пофлексибилни се условите за прием, зголемени се правата и олеснето е движењето за работа меѓу земите членки на ЕУ. Така, например, со новата регулатива, за сина карта може да аплицира не само некој што е квалификуван во IT секторот како досега, туку и од други специфични сектори со завршено високо образование. Прагот за платите е намален да биде еднаков или најмногу 60% поголем од просечната бруто плата во таа земја. Време траењето на договорот за работа е намален на најмалку 6 месеци, а со преквалификација, односно тест на пазарот на труд, ќе може да се смени и работната позиција. Еден штом добие сина карта и членовите на семејствата ќе може да го придружуваат и да пристапат на пазарот на труд во ЕУ.